Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Во христијанскиот интернат сите се подготвуваа да заминат. Туреа со нетрпение го очекуваше божикниот одмор. Татко ја зеде. Патувањето до дома беше долго. Туреа размислуваше за многу нешта. Тато, дали Рахида ќе ме препознае повторно? Како е Хасан? Туреа беше среќна да ги види браќата и сестрите, и мачето и куќето. Кога пристигнаа до нивното село, видоа светлина од свеќи на прозорците. Надвор во ноќта летаа светулки, а девојките кои црпеа вода од бунарот извикаа: Здраво, Туреа! Срекни сме што се врати! Како си? Ке ни раскажеш ли за училиштето? Да, но утре, веќе е доцна. Дојдете и посетете ме. Незината мајка и го подготви на Туреа омилениот појадок. Имаше многу нешта за кажување. Иако Туреа ја немаше долго време, сепак беше како порано. Но едно нешто беше различно. Размислуваше за тоа кога легна на незиниот душек да спие. Беше Божик. Никој во селото нема да слави. Туреа беше единствената која го сакаше Исус. Сакаше да слави, но не знаеше како. Имам идеја. Утре ќе станам многу рано и ќе ја читам Библијата. И го направи тоа. Се извлече од куќата и се искачи на ридот. Таму седна сама и читаше за Марија, Јосиф и бебето Исус. Исус дојде, но неговите луѓе не го прифатија. Господе Исусе, тогаш вратите на Витлеем беа затворени, а денес срцата се затворени. Кога Туреа имаше 10 години, го покани Исус во незиниот живот и поверува во него како нејзин Господ и Спасител. Туреа, те барав. Што читаш? Дали брати ќе ја предаде ако му раскаже нешто од Библијата? Тоа би можело да доведе до страшни последици за неа, но во секој случај го направи тоа. Во целиот свет звоната звонеа на Божик, а во исто време малото момче првпат го слушна расказот за Исус. Божикниот ден почна прекрасно, но на крајот на денот имаше солзи. Зошто? Ке ви раскажам во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!